Повторно скандал во Министерството за култура. За нив проекти од национален интерес се предлозите на организацијата Илирида. На годинешниот конкурс Министерството за култура решило да го подржи два пати ансамблот за народни песни игри Илирида, еднаш со 200.000 денари за проект во чест на јубилеот 5 години од основањето на Илирида, а втор пат со 100.000 денари за детски фолклорен фестивал. Од Министерството за култура велат дека Сдруженијето Илирида е регистрирано во Централниот регистар по тоа име. Министерството за култура финансирало проекти, а овој проект бил од фолклорен карактер, без никакви политички заднини. Ова здружение преку конкурсите на Министерството се финансирало во изминатите 4 години. Председател на Комисијата за фолклор и сценско-уметничка дејност која решавала за ансамблот Илирида била Арлинда Калиси. Инаку организацијата што ќе добие пари е ансамбл за народни песни и игри, но според нејзиниот назив Илирида, тој се поврзува со неформалната организација која се наоѓа на црната листа на САД за терористички организации опасни за стабилноста на Балканот. Се работи за илегална воена организација која се залага за обединување на сите територии на Балканот каде што живеат албанци. Интересно, Министерството за култура одлучило да му додели и 90.000 денари на поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО Нано Ружин. Тој конкурирал за организирање на настанот со времена иконографија. Инаку во категоријата музичко-сценска дејност најмногу пари или 5 милиони денари од Министерството за култура ќе одат за организација на Скопскиот джез фестивал. За Танцфест ќе се додела 3,5 милиони денари, на Кутале Грето за сцена на албанската сериозна музика 3 милиони денари, а за Офест 2,5 милиони денари. 2 милиони денари ќе има за Макфест, Нотафест и за 22-то издание на Таксират.